Машко бебе е првото новороденче во Куманово во 2026 година. Бебето е родено рано утрово на акушерскиот оддел во Општа болница Куманово. 31-годишната родилка денеска ја посети градоначалникот Максим Димитриевски заедно со директорот на болницата Сашо Стошевски. Во оваа прилика најпрво сакам да ја честитам новата 2026 година на сите граѓани на Куманово и на сите граѓани на Македонија. Воедно еве традиционално денеска во Општа болница Куманово на оделение за гинекологија и акушерство дојдовме традиционално да го посетиме, да ја посетиме родилката на првороденото дете во општина Куманово од 2026 се работи нели машко дете, право здраво, посакувам здравие, среќа, првин на новороденчето, потоа и на родилката и на целото нејзино семејство. Очекуваме оваа година првенствено да ни биде берикетна, плодна, да биде исполнета со детски џагор, позитивна мисла и насмевка. Воедно да се заблагодарам на дежурните лекари на ова оделение и на целиот медицинско-технички персонал, што беа максимално професионални како и секогаш и на свет донесоа едно право, здраво, машко дете. Исто така и на менаџерскиот тим на Општа болница Куманово, кој што од ден на ден ги подобрува и работните услови, тоа е веќе евидентно, и да посакам што помалку пациенти на останатите оделенија, а што повеќе пациенти на ова оделение на кое што секогаш кога ќе дојдеме се чувствува насмев. Имавме прво бебе, живо машко дете, второ дете во семејството Реџепи, 3300 родено, спонтано родено и добро е бебето. И жената е добра и бебето е добро. Значи прво на 31 имавме две и сега ова ни е прво. Сега чекаме изгледа уште две, тоа не се знае никогаш. А дека се намалува само во Куманово, тука не се сложувам, бидејќи се намалува бројот на новороденци од цела Македонија. Да не кажам и цел Балкан. Немам статистички податоци да не зборам така но се намалува. Тоа е некој тренд, а ние баш кај имавме некои проблеми што се трудиме цело време да ги намалиме. И со анестезија исто. Значи не е само Куманово дека има проблем, него имат и 3-4 градови и Балкан. Барем за Србија, Косово, Црна Гора и Албанија знам дека има недостаток. Што бил тој недостаток не е ни од денеска, ни од вчера, тоа е некои 30 години уназад. Тоа нека се дера тие што мислат дека ќе го решат, не знам. Колку бебиња вкупно се родија минатата година? 376. Генерално 99% добри беа бебињата и мајките. Во 5:40, вториот ден од 2026 година, добивме второ машко новороденче на Гзиме, на екзона Реџепи. Самото новороденче е породено со спонтано породување, но кај одреден број на новороденчиња постои одредена потреба од специјална новороденечка грижа, така да и кај оваа новородено од страна на педиатрискиот тим е повлечено во посебниот дел за да се понатаму згрижи. Самото новороденче е породено со умерен респираторен дистрес, односно проблем со дишење, при што после поставување на одредена терапија самата потешкотија со дишењето е надмината и се надеваме дека и понатаму во понатамошниот престој во родилиштето ќе бележи се поголемо и поголемо подобрување во здравствената состојба. Во текот на денешниот ден исто така ќе продолжи педиатрискиот тим да го надгледува новороденото. Од страна на денеска е 24 часа дежурна доктор Ферихан Бајрами и сестра Нефизе, така да очекуваме дека во најкраток временски период новороденото ќе биде испратено дома оздравено, како и кај сите новороденчиња кои што се раѓаат со одредена кондиција од ваков тип. Ние
работиме тука за нив, за да престојот во родилиштето им биде што е можно пократок. Пред се сакам да посакам среќна и успешна нова 2026 година на сите наши сограѓани, на сите граѓани на Република Македонија, да им посакам многу среќа и успех, здравје пред се и како што каже и градоначалникот, многу помалку посети на другите оделенија, очекуваме зголемен број на посети на гинекологија и акушерство. Што се однесува до тимот со кој работиме, имаме врвни професионалци, спремни сме да пречекаме што поголем број на мајки родилки. Капацитетот во болницата е солиден, има простор. Во моментот, како што знаете, имаме проблем со анестезија, не само Куманово, цела Македонија, меѓутоа тој проблем некако го решаваме сега за сега. Така, конкурсот што беше распишан за специјализант, се пријави еден специјализант, од 29.12. веќе е во работен однос во Општа болница Куманово, распореден нормално на хируршко оделение, исто така дадоме специјализација на уште еден млад лекар. Очекуваме двајца да ни завршат во текот на годината и отприлике за некаде година и пол некаде да се нормализира состојбата со наши домицилни анестезиолози. Конкретно за ова оделение планираме во 2026 година да вложиме пред се поголемо внимание, нормално се реновирање на целиот одел. Во план е правење на апартмани, односно апартмани за мајки родилки, за деца, за да пред се пациентите се чувствуваат поудобно кај нас.